господа, добре дојдовте во уште едно издание на Овде и сега. Миц по миц гостува доктор Зоран Дамјановски-Циц, се уште актуелен градоначалник на Куманово. Добар ден и добре ни дојдовте. Во Скопје се разбира и Овде и сега на Бриф МК. Добро најдовме и така задоволствам ми што сум први пат во вашата емисија. И мислам дека ќе отвориме некои интересни теми, бидејќи случувањето во Македонија се такви кои што ги знаат гледачите. Сите анкети и расположението на кумановчани пред се зборуваа дека вие дефинитивно уште еднаш ќе станете градоначалник на Куманово. Жалите ли можеби за пропуштената шанса? Сега, дали желам за пропуштената шанса? Јас станав градоначалник пред 8 години како кандидат на Социјалдемократскиот сојуз. Од тогаш почнав да ја града мојата политичка кариера како градоначалник и претпоставам дека она што сум го работел во изминатиот период, граѓаните добро го перцепирале, бидејќи Куманово во последните изборни циклуси, каде секаде во Македонија има и падови и успеси, зависно од кој изборен циклус, Куманово континуирано имаше 2008 година, добри резултати, победоносни резултати, тоа зборува за една определеност на граѓаните према опцијата наша, према Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата Сојуз за едината. Меѓутоа, и да желам и да не желам, состојбата во Македонија е таква како што ја знаеме сите. Се она што изминатите години се случуваше на политичка сцена во Македонија, а што кулминираше на 24 декември, е резултат на еден процес кој е декадентен процес во однос на демократизација на државата и овие моменти кои се многу побитни за иднината, суштината на живењето на граѓаните во Република Македонија седат моите лични интереси и интереси на моите сопартијци, соработници кои работат и кои го градат овој систем на локална самоуправа во Куманово. Така да, моето индивидуално чувство е помалку битно во однос на општиот интерес. Некако во последно време тоа го потенцираме сите ние од Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи државата ни е важна, важен е народот, нашите лични позиции и не се толку важни. Меѓутоа, тука се поставува едно прашање за натамошната активност и мобилизација на левицата, односно на Социјалдемократскиот сојуз како столб на левицата. И мислам дека и тука е едно прашање кое треба да го загатнеме, бидејќи ако размислуваме во таа насока, и тоа е едно отворено прашање. Ставот на Социјалдемократскиот сојуз, а и Сојузот за еднината, е дека ви е важна државата. Ајде сега искрено кажете ми, тоа е ваш личен став, како и на вашите сопартици, или е став на Црвенковски, па автоматски ваш став? Видите, јас некако ако сакам да кажам дека тоа е индивидуален мој став, би бил крајно необјективен, бидејќи јас не сум поличен од таква генеза што имам државнички капацитети и да ги поставувам тезите во таа насока. Меѓутоа сум припадник на една социјалдемократска идеологија, сум припадник на една лева ориентирана идеологија, која во суштина по дефолт е ориентирана према народот, према граѓаните. Во основа, ние како лева партија имаме и такво, затоа сме социјалдемократи. Значи се грижиме за социјалниот статус на граѓаните и у нашата заложба е демократизацијата на општеството. Значи тоа се два основни столба во нашето делување. Така да, ако појдеме од таа претпоставка, Црвенковски како лидер нормално ги поставува тезите и неговите соработници, катаро подпредседателите, за кои ние како членови на Централен одбор, јас сум член по функција Централен одбор, и водам еден од многу значајни сегменти, значи ако ги поставиме работите како што се, Куманово представува 8% од вкупната територијална и демографска структура на Република Македонија. Сега може да предпоставите што представува Зоран Дамјановски во целиот кампус на македонската држава, ако скоро една десетина, да не кажам, од граѓанството е под влијание на мојата работа и моите
моите успеси и евентуални неуспеси како да влијаат на расположението. Значи, дефинитивно да одговорам конкретно на прашањето, тоа е идеологија и тоа е поставена платформа на централата, меѓутоа ние како едно од недостатъчните карики во делување на социјалдемократијата ги следиме, бидејќи така сме ориентирани. Вистина ли е дека постои страф во СДСМ од спротивставување на ставовите на Црвенковски? Бидејќи во последно време и тоа се почесто се зборува и е се некако погласно. Ја не би кажал дека има страф во спротивставување на ставовите на централата. Некој сакате да ме наведете на една патека да јас кога зборувам за став на централата, не го поистоветувам тоа со став на Црвенковски како изолиран негов став. Сум имал многу пати шанса да учествувам во дискусиите каде сите тие кои се главни во крејаната на политиката, тоа требало и е така, председателот, 4 подпредседатели, секретарот, градската конференција и координаторите на пратениците, и тие се луѓе кои на некој начин ја поставуваат платформата, а потоа иде на извршени цел. Значи тоа не е така така едноставно страфо со представување, меѓутоа би кажал дека нашата партија е во фаза кога се води по принцип на алтернативно харизматично владење во партијата. Значи, мора тоа да го признаеме, моментите кога таква форма на владење не постоеше во Социјалдемократскиот сојуз, имаме доста голема шизма во самата структура на партијата и сведоци што се случуваше во периодот од 2006 па наму. И во таа насока би кажал дека такво модел на владење кој бил и претходно и кој сега кој е присутен во Социјалдемократскиот сојуз е резултат на таква перцепција на наши членовите, односно луѓе кои креираме локална или регионална политика. Јас искрено ќе ви кажам дека во почетокот, кога се постави тезата дека излегување од парламент и бојкот на локалните избори, не бев целосно сигурен дека таа одлука е исправна. Особено за бојкот на локалните избори, не може во мојата перцепција да најдам сигурно оправдување дека тој бојкот е баш во момент потребен, од позиција што има некои луѓе кои заговараат дека локалната власт не треба да биде дел од ова наша политичка борба на централно ниво и тоа треба да се движи во една друга насока. Меѓутоа, на сите тие средби што ги правиме во изминатиот период, одлуките на централното раководство, дадоа силно уверување на сите нас дека ако него тоа споиме, ако тоа не биде заедничко, значи нема да дадеме порака дека сме озбилни во нашата борба за опстојување на враќањето на демократијата. Ја би кажал малку и порадикално во овој интервју. Значи, промена на политичкиот систем во Република Македонија. Република Македонија, по моје убедување, по моје видување, во последните неколку години има промена на политичкиот систем. Ние се боревме за промена и демократизација на општеството и 15 години го градиме тоа. И сега доаѓаме поново во една друга форма на еднумие. Дефинитивно. Ако ги погледаме институциите, ако ги погледаме сега и ова што ни се случува, значи без чувство на одговорност да се седне и да се има политички диалог за да се врати на маса основните потреби за враќање демократијата. Значи пред се да се зборува што ќе правиме со парламентот, да се најде решение за излаз од кризата во локалните избори, јасно кажува дека сакаме да имаме поново еден монолитен систем. Ние погледате го судството што се случува. Погледате што се случува со полицијата. Да не зборувам со Министерството за финансии, па јас сум градоначелник 8 години, за 7 години немам една инвестиција капитална од државата во најголемата локална самоуправа, кажам што представуваме како демографски, географски позиции, значи, во Република Македонија. И пред се, ајде малку зборуваме за вас медиумите.
видите, јас сум Тоа е нешто што многу боли. 8 години градоначалник на Кубаново. 7 години сум градоначалник во опозиција. И пазите, имам добиено награда најуспешен градоначалник во Југоисточна Европа 3 години пред Степче. Степче по своји канали се рекламираше. Ни една национална телевизија не дојде да направи било каква репортажа и било каква информација дека ја тоа сум го добил. Да не кажам дека пуштив гасификација 5 години прво Македонија. Никој не го интересираше да направи една репортажа на националните медии. Пуштив 3 спортски сали, затворен олимписки базен. Што уште не направиме во овие изминати. Тоа никој не го... И сега пазите, сега што се случува. Мојот пријател кој беше 3,5 години председател на Совет на општина Кубаново. Ради своји лични, лукративни, бидејќи он сметал дека требал да биде кандидат и така натаму, излезе Зборуваме за господинот Цветковски, така? Да. И пазите што се случува. У овие 4 месеци на сите национални телевизии, значи национални кои зборуваме национални, сите што имаат национална концесија. Да. Значи тие се 5 телевизии кои издржаат во Македонија и имаат силно влијание, после ќе ви кажам што значи тоа силно влијание, на определувањето, односно на политичкиот живот во Република Македонија. На секоја телевизија по 3 пати му дават по 10-15 и ударни вести му дават најголеми термини. Што он тоа направил за овие 3 месеци? А ја не сум направил за 8 години, за да он го узурпира медиумскиот простор и ние ќе зборуваме за демократски избори, фер избори и тоа на мене жестоко ми удира во глава. Сакам да кажем една работа. Не е изборниот процес само ставање на изборното лифче во кутија. Изборниот процес, се што се случува во Македонија, во локалните самоуправи, во период ретроградно назад. Значи, од работата, од представувањето, од објективноста, достап до информациите, транспарентноста на трошењето на парите, транспарентноста на буџетот, транспарентноста во донесувањето на одлуки и решенија во самата, дали се вика локална заедница или се вика парламентот и влада Република Македонија. Значи, дефинитивно, ние се наоѓаме во една многу тешка ситуација политичка, која зборувам, да и трнеме другите елементи, економијата и социјалата. Значи, ние прво се справуваме со основниот елемент во државноста, а тоа политичкиот организиран систем во државата, тоа не може да го направат овие луѓе, тоа дефинитивно се покажува. Да не ги редам сега таксативно случките што случуваат со судството Кубана кога донеса одлука да еден процес стар 35 години биде блокиран општината 4 месеци пред избори. Да не ви зборувам за друг судски процес кој исто нешто такво сличен со долги рокови каде у претходни поставки секојаш бил другата страна, односно некои министарства оптеретени за таква работа. И сега доаѓаме во фаза да една општина која е најголема, поново кажувам, 120 луѓе да страдаат ради политички притисок на една персона што добивала избори. Иначе во таква констелација на односи, како ќе гледаме ние за нешто просперитетно во една држава. Значи, дефинитивно се наоѓаме во тешка политичка криза, кога зборувам тешка политичка криза, значи основните столбови, атрибути на демократијата се жестоко нарушени. Така, свесни сте и вие, и целокупната македонска јавност за она што се случува во изминатиот период, а и овие денови со независната, како што милува да каже, кандидатура господинот Јакимовски. Ќе ми дозволите да го цитирам на 17.11.2012 година во една од своите колумни Стефчо Јакимовски вели вака: наредните 60 на дена ќе имаме целосна разврска и јавноста точно ќе знае на кој поранашен член на Социјалдемократскиот сојуз тестисите му се во Менгеме и Сакал Некел ќе стане во Мировска невеста. Кој е невеста во новонастаната ова ситуација? Каков мирас и дали воопшто носи мирас или може би правиме муабет за зет? Јас не би сакал да го коментирам Стефчо Јакимовски, тоа е негова одлука. У неколку наврати овие денови кажав дека историјата ќе покаже кој бил во право. Имал човекот, предпоставам, големи притисоци од разна генеза. Дали се тоа пријателски, фамилиарни, некои други, и најверојатно под притисок, а слаба арматура,
градата попуштила. Кога зборувам за конструктивни граѓевински речник, сакам да кажам дека најверојатно тоа му е профилот кој го покажал сега и може би во право, не знам. Донел таква одлука што дефинитивно прави макар и минимална, да кажеме, штета на генералниот концепт на коалицијата Сојуз за еднината. Значи, дефинитивно, со неговото отстапување како председател на градска конференција на Социјалдемократскиот сојуз, актуелен градоначалник од редовите на нашата коалиција, односно член на Социјалдемократскиот сојуз, сметам дека и текако ги уздрма темелите на оваа концепција. Меѓутоа, тоа е еден изолиран акт и гледам дека сите коалицијски партии застанаа до овој концепт. Другите градоначалници го поддржаа концепт, така да мислам дека штетата ќе биде надокнадена во наредниот период. Со нашата упорна работа, а неговата одлука е негова лична одлука. Дали во колумната предпоставувал некој ќе биде во Мегем или нема да може да биде во Мегем. Па не знам, мене некако ова ми личи како да зборувал можеби за самиот себе како нешто да најавувал господинот Јакимовски. Тоа му се ништо знае дали. Со оглед на тоа дека бил во Мегем или не бил во Мегем. Со оглед на тоа дека вели дека на централниот одбор на последните два состанока јасно и гласно се спротивставувал на одлуката за бойкотирање на локалните избори. И сега, дали тоа можеби не ви беше на вас, другите кандидати за градоначалници, некаква најава? Иако вие велите не сакам да го коментирам, јас не можам да не ме прашам. Па видите, и јас имам притисок голем од моите сопартици, од моите симпатизери, од граѓаните на Куманово. Меѓутоа, општинскиот одбор на Социјалдемократскиот сојуз, сега актуелниот штаб на Социјалдемократскиот сојуз во Куманово имаше еден конкретен став. Значи да поддржиме став на Централниот одбор, заклучоците од Централниот одбор. Без разлика што имаме издвоени мислења, што има некои луѓе што мислеа дека можеби треба да биде парцијален тој заклучок, може да биде овако, дефинитивно застанеме за оваа концепција. Неговата одлука не беше таква. И мислам дека нешто се скршило во последните денови. Која е генезата, јас поново кажам, првата реченица дека историјата ќе покаже што било, како било, бидејќи политичките науки се ретрограден, тоа се ретроградни науки, не се перспективни. Значи, заклучоците следуваат по извесен временски период. Овој момент одлуката е таква како што е. Кажав, штетата е нанесена. Ние, како коалиција, остануваме на нашите ставови. А Стевче, му стечен патот во таа трка негова, во која и сам знае, предпоставувам, и јас берем така, перцепирам, дека без поддршка на голема политичка партија или голем политички сојуз, како што е во случајот Сојуз за едината, многу е тешка борба изолирано да ја водиш на релација со еден жесток противник од другата страна. Нашите фаворитски улоги, би ги кажал, во овој момент, на Стевче, на Зоки, моја, на АЦ и така натаму, се резултат само на политички анализи, односно анкети и сондажи кои се прават на терен. Изборниот процес е процес кој може да дојде и до некакви други резултати на крај. А што ги се случише ако изгубиме ја Стевче на регуларен изборен циклус? Тие вработени имаат своја позиција која е заградирана со закони за јавни и државни службеници, значи ние имаме пред се и јавни и државни службеници, и тие имаат некој процес со полагање, со етаблирање, со за организирање на работно место, и видите, тие вработени не можат и не требат да бидат сврсто врзани со еден лик или една политичка опција. Они може да бидат симпатизери, да го сакат Стевче Јакимовски или Зоран Дамјановски, меѓутоа нивната професионалност пред се гарантира работно место. Така да, овој момент
ја не би ја поставувал априори судбината на вработените државните службеници за последните. Тоа е негов аргумент. Судбината на Социјалдемократскиот сојуз и на граѓаните на Куманово и на граѓаните на Македонија, бидејќи јас сум прозван за граѓаните на Куманово, е побитна во каква држава и какво уредување политичко ќе живееме, него судбината на 4 началника или началници на сектори или градоначалник на општина и советници, бидејќи никој на нас унапред не ни дава бланко дека сме добитници во ова изборна трка. Така да, тоа оправдување за вработените и од моја страна бранење на тезата и контратеза не е никакво оправдување за одлуката да настапувам со друга опција, односно независно и самостално. Така да, тоа не е доволен аргумент да јас сватам дека е морал да тоа прифати. Може би јас кажав, имал големи притисоци од други страни. И кога зборува конструктивно дека арматурата не била доволна, градот да попустила, предпоставувам дека тоа у некој период ќе излезе како такво. Зошто, кои се причините, зошто морал да го направи тоа, може би и неговиот психички профил, неговите систем на вредности, кои се основа за формирање на личност, се такви и се разликуваат од моите предпоставки. Добро, тој рече дека во СДСМ се зборува дека на власт постои диктаторска партија, всушност обвинува дека диктаторство постои во СДСМ. Сега знаете како односот како напуштена љубовница е малку Тоа е така отприлике менталитет на македонецот, на нас македонците, бидејќи кога сме незадоволни од некои одлуки, тогаш ни смета таа врска, тогаш жената не била убава, не била згодна, не знам, овака нека. Мани веднаш ке се најде. Така и во овој случај. Имал доволен простор да си тие артикулации ги искаже во изминатиот период долго време, ако што знам, 4 последни години, 3 години во врвот на партијата. Ја не сум имал таква среќа да бидам еден од првите 4, 5, 6 луѓе кои донесат одлуки. Јас сум бил само месенџер, пренесувац на одлуките од централата која требала да биде спроведена на некое регионално или локално ниво. Така да не сум креирал таква политика и не сум бил во состојба да моите предлози биват разгледувани или биват отврдени, само индиректно сум учествувал во донесување на тие заклучоци како член без право на глас во Централниот одбор. Така да сега таа теза дека и овдека имаме нешто сличен начин на управување, не може да ја коментирам однутра, бидејќи не сум бил внатре. Меѓутоа ставам замерка дека тоа се става посвестум. Тоа би било добро да било ставено пред година дена, кога имал чист простор да ги постави своите тези, да ги одработи или не ги обработи, а како резултат да тоа да настапува индивидуално како незадоволник од решавањето. Сега во оваа фаза мислам дека е малку предоцна да се коментира тие работи и прави штета, дава една паралела која не е за паралела, бидејќи дефинитивно гледаме што ни се случува од другата страна, а сакаме да на некој начин со овакви потези ги изравниме сметките, мислам дека тоа не е добро. И не треба да се упуштаме у тие анализи, што повеќе даваме значение на таа работа, уште повеќе го силиме противникот од другата страна да има уште подсврсти ставови, аргументи да оди во овој правец неповратен за мене во Република Македонија. Да, добро, нека јас искрено се надевам скоро ќе видиме чиви тестиси биле во менгемето на ВМРО, како што вели господинот Јакимовски, кој е невеста, а кој е зет во приказкава. И некада на самиот крај, вие во едно интервју, ваше се разбира, изјавивте дека вашето политичко знаење, па и политичката кариера до некада ја должите на вашиот кумашин, господинот Владо Бучковски. Сметам дека сте искусен политичар, сметам дека имате многу направено и во својата политичка кариера, а и како градоначалник на Куманово. Од тука ме интересира одговорот на следно прашање, се разбира, нема многу не би сакала многу да коментирате. Што е
намерата всушност на оваа власт? Знаете ли каква намера може би имаат? Можете ли да препознаете од вашето искуство политичко, се разбира? Па јас кажам дека немам некое пребогато политичко искуство. Оно што го имам како резултат на некои базични мои сознанија кроз едукација во животот и прагмата која ја имам како човек кој работил 30 години професионално работи, може да заклучам дека која е крајната цел? Крајната цел се гледа. Значи, имат лични цели. Дефинитивно државата не е во прв план. Човек кој сака да остане во историјата, кој сака да остане како лик, кој направил добро за својот народ, доаѓа на власт за да ги решава проблемите на тој народ. Македонија во овој момент има голем проблем. 10 години стоиме како кандидати, 7 години како кандидат членка, 7 година, 2005 ја добиме кандидатурата. И уште стоиме на таа позиција, се од некакви лични видувања. Ако некој имаше, што викат помалци петля, да влезе во оваа борба и по цена на својот личен ризик, по цена на своето намалување на политичкото влијание во Република Македонија, ќе го направеше тоа што е најпотребно во овој момент за граѓаните Република Македонија. Не само како економија, бидејќи ние одма пари од Европа нема да ги стават во джеп. Најбитен елемент е асоциација во тоа големо семејство, значи безбедност, сигурност и гарантиран статус на независна држава која не може никој, ама баш со никаков акт да ја деградира, односно да прави сценарија кои не ги сакаат македонските граѓани. И затоа, од таа причина, не ја гледам државничката улога на оваа власт, односно на луѓето кои ја водат оваа држава, бидејќи ако тоа го сака, дефинитивно до сега ќе го сработеа. Има 7 години е период. Пазите, ние се боревме со еден систем кој владееше 30 години на овие простори и сега ние сме 20 години независна држава, немаме ништо мрдато на конто тоа да направиме една компарација со претходниот систем. Ама ништо без ништо мрдато. Поново се враќаме на исти позиции. Од таа причина мислам дека целта е лична. Да се остане на власт од лични причини. Не би сакам да зборувам, бидејќи немам докази за коруптивни, за некоруптивни работи. Како велите историјата ќе покаже, времето тоа ќе си покажат луѓето кои треба и се задолжени на тоа го следат, да испитуваат и докажуваат. Меѓутоа, више него јасно е дека ова што го гледаме не е у интерес на граѓаните на Македонија и не води напред. Ако има малку доблес, сега немаше да дозволиме. Кога сме антепортес на Европска Унија, кога имаме голема шанса, тоа на мене сите амбасадори ми го кажуваат како аргумент, да седне и да правиме политички диалог. Да има чувство за состојбата. Тоа го нема од другата страна. Не сака да разговарат. Само се обраќа преку митинзи, преку портали, преку социјални мрежи, што уште повеќе ги вознемирува граѓаните во Република Македонија. Господине Зоран, јас ви благодарам многу на прифатената понуда. Тука сме да контактираме и да соработуваме и понатаму. Па каде ќе е моето место во политиката, тоа е нешто што ја не може да предвидам и не би можел да разговарам на таа тема. Еден мирен период за граѓаните на Куманово, еден мирен период за Македонија, тоа посакува. Мислам дека сме заслужиле како земја која избегавме многу големи замки со исклучок на некои кратки периоди и мислам дека ова состојба треба да се реши со договор, со една платформа, а не да се решава на радикализација, на еден насилен пат, а тоа ако бидеме приборни да го вршиме, тоа ќе биде многу голема штета за нашата држава. Не посакувам таков сценарио, сакам мирни води на македонската држава. Ви благодарам. Благодарам на вас.